Грчките медиуми и пратениците од оваа заедница во австралиската држава Викторија остро се спротивставиле на издавањето на книгата Македонците во Викторија од авторите Ицо и Роберт Најдовски. Книгата, промовирана во очи на празникот 11 октомври, ја кренала на нозе грчката заедница во Австралија. Од авторите било побарано да се запре издавањето на книгата. За грците спорна била картата на етничка Македонија, знамето со 16 краци и податокот дека книгата е спонзорирана од Министерството за етнички заедници на Австралија. Најдовме на големи протести и бевме повикани да разговараме со властите на Викторија, а исто така и со одредени личности да се повлечи книгата од промоција, а ние намерно го избравме денот 11 октомври во станието на македонскиот народ. Јас им кажав дека проблемот не е тоа што е ставена на корицата етничка Македонија, затоа што во книгата се зборува од каде се дојдени македонските иселеници во Австралија. Ние немаме никакви територијални претензии спрема етничните граници на Грција со издавањето на оваа книга. Книгата не смее да види бел ден, пишувале медиумите на грчки јазик, но покрај сите напори на грчките лобисти во Викторија, книгата беше промовирана, вели Ицо Најдовски, еден од авторите. На промоцијата присуствувале околу 200 луѓе од македонската заедница во Австралија, но и функционери од политичкото милје на Викторија. Промотори биле професорот Миле Терзиовски и адвокатката Розета Стојковска. Најдовски очекува грчката кампања против македонците да продолжи и понатаму по издавање на книгата. По промоцијата ги очекува пишувањата на медиумите кои бараа претходно книгата да не се издаде. Македонската заедница во Австралија е пета по број на жители кои зборуваат јазик различен од англискиот. Грчкото лоби не успеа да го спречи издавањето на книгата Македонците во Викторија. Грчката дијаспора во Австралија реагираше на насловната страница на книгата, на која се наоѓа етнографска карта на Македонија, делот од чии финансии ги обезбеди Министерството за мултикултура на владата на Викторија, наменети за македонското малцинство. Свечено се промовираше денеска во Мелбурн во чест на празникот 11 октомври. Нема шанса да биде повлечена, постави се излезена печат. Како и биле понатаму реакции, тоа нема никаква, само е карта на Македонија, етногеографска карта на Македонија. Тоа е само една реакција на еден вестник и некои нивни аналитичари. Ќе земе време како тие ќе реагираат, но мислам на вистина нема никаква подлога на која може да реагираат. Книгата е веќе отпечатена во над 2000 примероци и се наоѓа во продажба. Во предговорот на македонците во Викторија се вели дека ја опфаќа богатата историја на македонската заедница и на местата од каде се доселени. Преку истражувањето се потврдува посебноста на македонскиот идентитет и народ со сите елементи во мозаикот на мултикултурна Австралија, каде живеат повеќе од 180 етнички групи. По најавите дека Австралија е следната влијателна земја што ќе не признае под уставно име, македонската дијаспора е уверена дека тоа е само прашање на време. Австралија се наоѓа пред избори, што значи дека во моментов никој нема да ризикува да се игра околу името, но нашите сознанија се дека веднаш по изборите во следните неколку месеци Австралија ќе призна Македонија по уставното име. Ваквиот потек на Австралија, каде има силна грчка дијаспора, би бил уште еден силен удар врз позициите на Грција и на нивната негаторска политика околу името на Македонија.